Добар ден, кратки најави за денес. За опозицијата во градскиот совет ревизорскиот извештај е загрижувачки. Од локалната власт пак велат нема негативни мислења, само препораки кои ќе бидат спроведени. Стеноиздавачите од мал обем да го продолжат решението за категоризација. Волонтерите и љубителите на галичица неизоставен фактор во заштитата и унапредувањето на природните вредности на паркот. Во малопродажен објект во Струга запленети тутунски производи без бандерола во вредност од 1,8 милиони денари. Возачите признаени како професионалци во Шенген зоната на повидок решение за проблемот на превозниците. Следува временската прогноза. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денеска имавме облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Минималната температура од 4 степени, а максималната дневна се искочи до 9 степен. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со повремен слаб дожд. Утринската температура од 3 степени, додека максималната дневна ќе се искачи до 8 степен. Температурите во Македонија утре во интервал од 0 до 13 степени. Во следните денови продолжува периодот на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд на планините од снег. Пообилни врнежи ќе има во недела, кога ќе преминуваат во снег и во некои од пониските места. Од понеделник во текот на денот ќе настапи постепено стабилизирање на времето со опаѓање на утринските температури, а дневните ќе бидат во пораст. Гледавте метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој.
Советниците од опозицијата на денешната седница на Совет посочија дека забелешките во ревизорскиот извештај за работа на општина Охрид се загрижувачки и побараа расправа. Според локалната власт, извештајот на Државниот завод за ревизија воопшто не содржи негативно мислење, туку има препораки за надминување на одредени состојби утврдени од ревизорите. Службите постапуваат и ќе постапуваат согласно истите, посочи општинскиот секретар. Забелешките во извештајот на Државниот завод за ревизија за работата на општина Охрид за опозицијата во градскиот совет се загрижувачки. На денешната шеста седница советничката група на СДСМ и коалицијата предложи дополнување на дневниот ред со точка извештај во врска со спроведената контрола од страна на Државниот завод за ревизија со посебен осврт кон нивните забелешки и идните дејствија кои општината ќе ги спроведе во насока на надминување на ситуацијата. Суштинско и прво прашање што се поставува, дали ова локална власт има намера да ги решава овие проблеми, а второто прашање е како ќе ги решава. Затоа, доколку овој предлог не се усвои, предлагаме свикување на нова седница со единствена точка на дневен ред, разгледување на извештајот од Заводот за ревизија, затоа што како советници имаме право да ја знаеме вистинската ситуација, а и ни обврска да преземеме мерки за нејзино надминување. Советникот Тодоровски посочи дека советниците и граѓаните за извештајот дознале од медиумите и потенцира дека првенствено треба да се запознаени градските избраници во локалниот законодавен дом, а потоа преку јавна расправа на седницата и граѓаните. Според секретарот на општина Охрид, пак во ревизорскиот извештај воопшто не се содржи негативно мислење, туку препораки како и во сите претходни ревизорски извештаи. Беше дециден дека извештајот не се држал во тајност, ниту пак дека обвинителството отворило предмет за истиот. Апсолутно не е точно дека ние не сме ви известиле. Значи, вие како советници имате право, имате обврска да пратите. Така да уште еднаш ќе повторам, ревизорскиот извештај беше објавен на веб страната веднаш од кога ни беше доставен и јавноста, и вие, и сите ние сме запознаени со неговата содржина и повторно, значи ќе кажам, не треба секогаш да се гледаат насловите по одредени медиуми и портали, како што добивме вчера некоја информација дека било оформен предмет во Охридското јавно обвинителство, такво нешто нема. Ево, одете во јавното обвинителство и проверете дали има предмет или не. Меѓутоа, некој сака да прикаже некаква поинаква слика од она што реално е. Така да ние стоиме на располагање, значи Државниот завод за ревизија си има обврска да ги достави ревизорските извештаи до сите оние институции согласно закон кои што вршат некаков надзор, а ние стоиме на располагање за се што сметаат дека има некакво нешто што сметаат дека е незаконски, ние стоиме на располагање. Барањето на опозицијата дневниот ред да се надополни со расправа за ревизорскиот извештај не беше прифатено од мнозинството во Советот. Секретарот Китески кажа дека општинските служби по сектори веќе постапуваат согласно препораките од Државниот завод за ревизија. Општина Охрид има рок од 90 дена да преземе мерки за надминување на утврдените состојби од ревизорите. Општина Охрид ги повикува станоиздавачите од мал обем да го продолжуваат решението за категоризација. Физичките лица кои вршат угостителски услуги од мал обем за сместување во куќи, апартмани, соби и станови за одмор, а се регистрирани во регистарот што го води градоначалникот на општина Охрид, согласно законот за угостителска дејност, се должни да го продолжат решението за категоризација на секои 3 години во рамки на неговата важност, информираат од општина Охрид. За таа цел, приватните станоиздавачи потребно е да поднесат барање за продолжување на решението за категоризација во просториите на оделението за туризам сектор Тлер при општина Охрид, доколку не се почитува пропишаната законска процедура. Физичките лица кои вршат угостителска дејност без потребната документација ќе бидат предмет на инспекциски надзор, потенцираат од општина Охрид. Општинските овластени инспектори за туризам и угостителство додаваат ќе спроведуваат засилени контроли, при што ќе се постапува согласно прекршочните одредби од Законот за угостителска дејност. 2 години посветена волонтерска работа.
Десетици еколошки акции и постојана борба за зачувување на природата. Здруженијето на љубители и поддржувачи на Националниот парк Галичица ја одбележа втората годишнина од своето делување. 2 години активно делување на терен, бројни акции за расчистување на отпад и постојана борба за поголема заштита на природата. Здруженијето на љубители и поддржувачи на Националниот парк Галичица волонтерски работи на унапредување на природните вредности на паркот и покрај напредокот дивоградбите и дивите депонии и натаму остануваат едни од најгорливите проблеми. Ова беше истакнато на одбележувањето на 2 годишнината на постоењето и делувањето на Здруженијето кое во изминатиот период реализираше низ активности насочени кон заштита на паркот и подигнување на јавната свест. Од Здруженијето велат значаен придонес во заштитата има и локалното население, без чие активно учество процесот би бил невозможен. Сметавме дека местното население од близу 6000 жители треба да бидат незаобиколен фактор од соработката со Националниот парк Галичица и затоа со овие идеи 2 години пред да почнеме со работа, почнавме со местното население да се меѓусебно помагаме, тие се преструктураа во туризам, во апартмански туризам, во етно-ресторани, во домашни производи, така да соработката ни е крената на едно многу високо ниво, тие се крајно свесни луѓе и даваат огромен придонес во заштитата и унапредување на Националниот парк Галичица. Во изминативе години имавме неколку екоакции, преку 20 на подигање на кабаст отпад, имавме неколку учества во гасење на пожарите, како на територија на Националниот парк Галичица, како на Платенска и Илинска планина Оломнани. Плановите на Здруженијето се проширување на членството и зголемување на бројот на волонтери, бидејќи покрај еколошките акции тие активно учествуваат и во гасење на пожари на отворен простор, каде што е потребна навремена реакција и добра опременост. Тука е и реномираното предпријатие Armor Plus од Скопје, кое донира преку 20 одела и чизми за сите волонтери во оделението за нашето здружение љубители на Националниот парк Галичица. Значи, од нив имавме многу голема поддршка и со што покрај тоа имаме грмни прскалки, маски, останати друга лична опрема. Се стремиме кон едно возило во догледно време кое ќе ни биде потребно за интервенција за пожари, за собирање на отпад и со тоа ќе го заокружиме целокупниот наш ангажман со оглед на тоа дека ние немаме проекти, се финансираме сами собствени од наши средства и од доброто на некои поединци луѓе кои ни помагаат со угостители, луѓе кои имаат правни лица, некои објекти во рамките на територијата на паркот, а нашата сметка е отворена да може секој да ја види. Здруженијето на љубители и поддржувачи на Националниот парк Галичица денес брои околу 50 активни членови, а на располагање има и дополнителна логистика, камиони, механизација, трактори и возила, кои што се користат при интервенции и еколошки акции на терен. Запленети тутунски производи од малопродажен објект во Струга со вредност од над 1,8 милиони денари. Избегната е акциза од 509.000 денари. Поголема количина тутунски производи без акцизни марки со вредност од над 1,8 милиони денари е запленета при извршена акција на мобилни царински тимови и царински службеници од царинарница Битола при контрола на малопродажен објект во Струга. При контролата пронајдени се 1027 кутии цигари, 1387 електронски цигари вејпови, 530 парчиња цигарилоси, 503 пакувања тутун за наргиле, 77 пури и 19 пакувања тутун за пушење без акцизни маркички. Со акцијата е спречен обид за нелегална трговија на акцизна стока, за која е избегнато плаќање акциза во износ од 509.000 денари. Против сторителите е поведена соодветна постапка, информираат од Царинската управа и додаваат дека ќе продолжат со засилени контроли со цел спречување на нелегална трговија со акцизни производи, заштита на финансиските интереси на државата и заштита на здравието на граѓаните. Европската комисија разгледува можност за наоѓање решенија за одредени категории професионалци од трети земји, вклучително и возачи на камиони, со цел да се овозможи подолг престој во Шенген зоната. Европската Унија ги прифаќа возачите на камиони како професионалци, со што се решава проблемот на превозниците, објави министерот за транспорт Александар Николовски на Фејсбук. Нашите ставови се прифатени.
Возачите се прифатени како професионалци. После протестите и силната офанзива изминатиот период, Брисел ќе донесе нова стратегија за визи, која ќе значи решавање на проблемот со кој се соочија професионалните возачи, напиша Николовски во објава на Facebook и сподели делови од нацрт стратегијата за визи која Унијата ја објави денеска. Сепак, во оваа фаза нема конкретно решение, освен потврдување дека ова прашање ќе се разгледува во иднина. Стратегијата наведува дека институцијата ќе соработува тесно со земјите членки, за да најде прагматични решенија, за да овозможи продолжен краткорочен престој за одредени категории државјани од трети земји, а воедно да обезбеди безбедност и економски придобивки за Унијата. Превозниците од 4 земји од Западен Балкан ги блокираа граничните премини од 26 јануари, поради воведувањето на системот за влез-излез во Шенген зоната. Тие бараа подолг престој од предвидените 90 дена, во период од 180 дена, и да добијат посебен статус, а не да бидат третирани како мигранти или туристи. За повеќе информации посетете го порталот tvma.mk и профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Имајте пријатен ден!